Почитувани мој, добар ден. Како што ви видите вчера, денеска ќе бидете дел од празничното издание на Црвена линија. А што опфаќа празничното издание на Црвена линија? На денешен ден во 1941 година востанието во Прилеп и Куманово означи почеток на антифашизмот во Македонија. Денес одбележува и денот на народното востание, 11 октомври. Крајот никој се уште не го означил на оваа борба. Дали во Европа, прашува Црвена линија, се уште владее антифашистичко расположение. Ето, драги мои, во ова празнично издание на Црвена линија, токму за тоа ќе зборуваме. Се знае оние кои што, ќе кажам, векуваат со нас, веќе во втората сезона, го познаваат нашиот добриот познат телефон 0230766777, а сите вие кои што досега можеби не сте се јавиле во Црвена линија, ве охрабрувам да бидете дел од ова празнично издание. Секако ќе ве потсетам дека, како и впрочем секој издание на Црвена линија, задолжително поставуваме анкета на нашата Инстаграм стори приказна. Ете така. Од режија ќе побарам да видите какво прашање ви поставуваме денес. Она што треба да направите, како и секогаш, е да не заследите на Инстаграм, а тоа е дали треба почесто да се потсетуваме на злоделата на фашизмот. Тоа значи дека одговарате со да и не, а покрај тоа што ќе не заследите на Инстаграм, топло препорачувам да не заследите и на Фејсбук. Нашиот профил е секако Црвена линија, но заследете го и профилот на телевизија Телма, а таму ги објавуваме, се разбира, нашите теми и секако таму ја имате сета можност да коментирате, се разбира, шернувате, лајкнувате и што ли се уште не. Задолжително е во ова денешно издание, нема да ги заборавиме твитерџиите, кои што покрај нашиот акаунт, каде што е објавена темата, објавија многу честитки, меѓу другото мислења и твит ставови во однос на одбележувањето на денешниот ден, 11 октомври. Па еве сега ве прашуваме, ваше е да завртите на 0230766777. Барем во Скопје немаме сонце, дождлив ден, но секако нема да заборавиме дека денес ќе бидете во ова празнично издание и топло сакаме да ве слушнеме дали во Европа се уште владе антифашистичко расположение и дали сте задоволни од тоа како низ годините се одбележува 11 октомври, ден на народното востание. Имаме гледач и здраво за првиот гледач во ова празнично издание. Да, добар ден. Секој добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма и честит да ни е празникот кој што ние го славиме и ќе го славиме затоа што овој празник во Република Македонија е светол ден, каде што нашите 24.000 борци кои загинаа, нека му е слава вечна, ги дадоа своите животи за ова што е створено денески, да имаме ние своја држава, свој идентитет, свој јазик, своја култура, своја писменост. Тука јас на сите тие борци, од кои јас имам еден мој близок човек паднат за Втората светска војна и сум горд што денески јас одам по неговите патеки и работам за оваа Република Македонија, што денески ја имаме и ќе ја имаме и понатаму. Затоа јас на сите македонци во Република Северна Македонија му го честитам овој празник и овој празник се празнувал секогаш онака како што доликува во една република како што е Македонија, со тоа што ние му одбележуваме сите оние помени и не треба тоа да го забораваме, почесто треба да се потсетуваме на нашите борци кои ни се задоа држава за да живееме слободно и демократски. И благодарам многу. И јас ви благодарам многу, се разбира, останете со ова издание на Црвена линија, ќе вклучиме многу гледачи, а сега во продолжение ќе се префрлиме малку анкетни бевме, па ги распрашувавме, се разбира, и нашите не само сограѓани, туку и ве прашавме и во Тетово и Битола колку и како се одбележува 11 октомври во земјава и колку се запознаени се уште, барем новите генерации, со значењето на овој голем ден за нашата земја. 11 октомври почеток на борбата против фашизмот.
за 11. октомври еден светол датум за Македонија, кој веќе овие партиски плурализам го подзаборавија мало. Против кого се бореле? Против фашистите, окупаторот на Македонија, бугарите и германците. Не знам, извинете. Не знам тоа, ја не сум од овде, ништо не разбирам. Не знам. Се знае што е 11 октомври. Ден на Републиката. Востанието. Каде сме сега после 81 година? Па, одеме кон добро. Али колку ги разберат луѓето, не знаеме точно. Али треба да се иде кон добро више. Доста сме били на едно ниво. Денова на револуцијата. Која година се крена востанието? 11 октомври 41-42. Против кого се бореле? Против фашистите, против кого? Во кои градови пукнала првата пушка? Прилеп и Куманово. Каде сме сега после 81 година? Назад многу сме. Против кого се боревме? Против бугарите. Фашистичка Бугарија. Каде пукна првата пушка? Прилеп и Куманово, тоа се знае каде. И каде сме денес после 81 година? Никаде. Сега сме никаде. Се против бугарите, тука беа тие, тука окупатори беа бугарите. Јасно ние против кои се бореа. А што мислите, каде сме денес после 81 година од тој ден? Од тој ден, како да речем, катастрофа. По моје е катастрофа. Сега има и кои имат, ама повеќето и немат. Против фашистичка Бугарија. А каде сме денес после 81 година? Нигде. Нигде. Под милим Богом нигде. Раскол во народот има до нема каде. Ете такви одговори дадоа сограѓаните од Тетово и Битола. А денес, кога се одбележува 11 октомври, денот на народното востание против фашизмот, време е да вклучиме нов гледач. Добар ден! Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија, во малку празнична црвена линија. Па еве, прашањето би било, дали треба почесто да се подсетуваме на злоделата од фашизмот? Дали сум јас прво да прашам, пошто не се слушате вие? Вие сте, продолжете. Благодарам. Како не треба се слави? Треба да се подсеќа да се слави и во Европа веќе е позаборавено действијата на фашизмот, меѓутоа и кај нас полека еве нашиве владетели сакат тоа да го измислат, да го заборават, како од овие некои соговорници што кажаа дека не знаат ништо, не разбират ништо, а се разбират, ама така им чини. Инаку овие денови што се слават како македонски празници, не би требало да се заборават никој, затоа што некој даде крв, глава даде за да се живее оваа слобода, ама слободава изгледа веќе ја изживеа и веќе нема слобода така како се проводи со овие наши глави усијани, лагодни, само со волја кон пари, кон раскоша, кон работа, кон борба за спас на Македонија и на македонците, никако не се води ред. Свестување треба на оваа нација поскритно. Вашата телевизија стварно заслужува со овие добри емисии, контактни емисии да се почитува и благодариме на ова што постоите. Ама сепак треба народов наш македонски да се стварно свести, да ги избришеме овие две сорти на партии, да ги баталиме во една македонска сончева томка, веќе срам ме да зборувам, ама ќе батавам и јас веќе. Да се сплотиме, ако сакаме да се спасиме, инаку еден по еден ќе не се во куќиња. Ајде. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Се разбира, очекуваме нов гледач. Денес подсетувам празнично издание на црвена линија. Добар ден! Дали се слушаме? И добар ден уште еднаш од црвена линија. Ало! Голем поздрав до вас! Ало, добар ден! Добар ден, секој е добро? Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака сега. Дали приметивте во Куманово
на споменикот, дека фалеше една плоча со можеби 2-30 борци таму, колку беа на список. Па нели можеше бе оваа власт бе, овие Кумановци, премиер имаш од Куманово, градоначалник Кумановец. Абе за 200 евра можеа да ја обнова таа плоча, да ја залепат за 15 минути. Која брука бе? Тоа камери снимаат, гледа и бугарите и цел свет. Која брука? Јас сум песимиста, овој празник до 2024 ќе исчезне. Дуи команда со државата и дуи команда со владата. Овој председателот и премиерот се само фигури кои што калемат пари, за тие пусти пари и после мандатот ќе избегаат од државата. А дуи има цел да го уништи македонскиот идентитет и македонската нација. Тоа ќе го направат преку таа историска комисија, намерно одабрани неписмени историчари, а ги имаме толку големи, кои што за пусти пари се ќе потпишат Османи што ќе им нареди. Ќе видите што ќе се случи. Историјата до 2014 македонски историски личности се ќе станат бугари. И до 2014, запамтите ми го зборот, ќе се смени и знаме, и грб, и химна. Благодарам многу, ќе ве подсетам тајмерот секогаш очукува 90 секунди. Внимавајте на времето за да не биде дека сме ве исклучиле и секако ќе ви се заблагодариме за тоа што земавте учество во Црвена линија. А сега ќе ве подсетам дека на Facebook Црвена линија профилот секако секојдневно ги објавуваме нашите теми. Ја објавивме, се разбира, и денес темата, вака изгледаме визуелно и еве тука е објавено анкетното прашање на кое што можете да дадете одговор доколку не заследите на Инстаграм, дали треба почесто да се подсетуваме на злоделата на фашизмот, а еве ги и првите коментари. Винг Бачун вели: фашизмот не изумре, се враќа на голема врата. Мица Нушевска одговори, верувам, на анкетното прашање со да. Еве, ќе може да видите тоа како изгледа. Но нема, верувам дека ќе може. Ајде малку подоцна ќе ви покажам. Евеко. Да. А да, вела ми за новиот гледач во Црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Секој е добро и вам, честит празник. Да, честит и на вас. Ето денеска ќерка ми случајно има роѓен ден, така 32 години. Да сме живи и здрави сите. Иначе, што се однесува до фашизмот, сакам да кажам, треба, да не кажам никогаш да не го заборајме, бидејќи фашизмот, еве енглезите, да кажам, кои беа против фашизмот, французите, против германците, италијанците, бугарите и белоградеци од Југославија, што беа некои усташи, четници, балисти. Значи, сите тие беа против, да кажем, партизаните во тој период во кој ние живеевме во Југославија и тоа беше сосема нормално. Значи, не смееме како народ да дозволиме никогаш фашизмот да се заборави. Апсолутно никогаш. Бидејќи сами, рековте, се враќа, за жал се враќа, бидејќи една демократија која владее, да кажем, во западниот свет, кај што сме и ние на некој начин, покажува дека таа демократија може да се користи за други ситуации, враќање на фашизмот, нацизмот и такви ситуации, што е жално за нас, меѓутоа животот е тој. Дали ќе успееме да се снајдеме со тие ситуации, предси и нација треба, например, енглезите никогаш не го забраве фашизмот. Кралицата што почина, увек кажуваше дека фашизмот е злодело на човечанството. И ние треба како луѓе тоа да го кажеме. Дали се бугари, дали се италијани, дали се други, трети, тоа е вистината за која мора да дискутираме. Апсолутно така и никако другче. Ако тоа го забравиме, и нашата држава, као држава Македонија, што Северна Македонија ќе нема. Големо благодарам и вам што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Топло препорачувам да останете, да не следите, бидејќи ќе имаме вклучување од други гледачи.
Меѓу другото, ќе ве подсетам, не заборавајте задолжително, па така и денес кликнете на tilma.com.mk. Се разбира, ќе можете брзо и целосно да бидете информирани не само за случувањата во земјава, туку и во светот. Она што ќе издвоиме се подразбира во денешно издание празнично на црвена линија е насловот дека блокадите на закони и изолација на државата е современ чин на предавство на својот народ. Вака оцени премиерот Ковачевски на денешното празнично обраќање кон нацијата. Сега е време да видиме како ќе се изјасни нашиот следен гледач. Ќе подсетам дека имаме прашање од црвена линија, дали сметате во Европа се уште владе антифашистичко расположение. Добар ден. Дали се слушаме? Јас одлично ве слушам. Добар ден. Ало, добар ден. Честит празник и вам. Добар ден. Добар ден. Па еве низ годините... Честит празник на сите што живеат во Македонија и пошироко. Така, им честитаме заедно со вас. Па еве, верувам дека се сеќавате на... Овај датум е најсветол датум во македонската историја. Како се одбележуваше некогаш, а како е сега? Без контраверзи. А некогаш стварно беше обележуван на високо ниво. На високо ниво. Да се подсетиме во поранешните години, кога бевне во една заедница, кога бевне една Југославија, овај празник беше стварно пречекуван со радост и на организација на државно на високо ниво. За жал, кога се одвоија државите, кога станавме самостална држава, некои кои сега се јавуваат и кои се прават големи патриоти, не можеа да го смисла овај празник, не можеа да го смисла партизанското движење, не можеа да ги смисла пистите на нашите народни герои. Тие ги скрнавеа, ги туркаа, ги кршеа, уринираа на тие. И сега тие се јавува по телевизија и душевриници и го слава. Како му секна дека тоа партизанското движење е најбитно движење во македонската историја? Еве, дали треба почесто да се подсетуваме на злоделата на фашизмот? Апсолутно, овај празник е тој што ни создаде држава. Цениме и благодарам што се вклучивте во црвена линија. За секој следен гледач ве молам внимавајте на тајмерот. Знам дека се повторувам веќе и во вторава сезона, затоа и го објавуваме на екраните. Златни 2 правила во црвена линија. Намалете го пресетонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка и секако внимавајте на своето време, кое што е 90 секунди за секој гледач. Добар ден. Добар ден. И еве трета среќа во ова празнично издание. Добар ден од црвена линија. Дали се слушаме? Добро, да не зборувам напразно, ве молам кога ќе добиете знак, еве можете и вие да се пријавите, вие да речете добар ден или ало. Како и да ја одиме веднаш со Твитер заедницата, таму на големо се коментираше, во меѓувреме ќе ве подсетам, нашиот телефонски број е 023076677, завртете го и бидете дел од ова празнично издание на црвена линија. А што се однесува до Твитер заедницата, еве ќе почнеме со твитот на македонец Бойкотира, кој што напиша вака: веле предавниците кои во македонскиот устав ги заменија одлуките на АСНОМ со прогласот на АСНОМ, забранија користење на терминот Македонија и кратинката АСНОМ и дозволија отварање на бугарски клуб со име на фашист, денес го слават 11 октомври. Во продолжение ќе прочитаме и твит на генерал: среќен 11 октомври, Македонија и Србија together forever. Еве, ваков твит објави генерал, а сега се разбира ќе прочитаме уште неколку. Добро, ајде, најверојатно компјутерот си има свое мислење. Знаете како оди со техниката, но она како што оди со црвена линија, сега го вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Секој добро и честит празник 11 октомври. Исто благодарам, исто и на вас,
на целокупниот персонал на телевизија Телма. Благодарам многу. Па еве, како се одбележуваше некогаш, како се одбележува денес овој празник? Да почнеме со тоа. Сега. Само би кажал една реченица. Историјата на македонскиот народ бележи повеќе значајни историски датуми, меѓу кои и 11 октомври, кој што е запишан во историскиот календар на Македонија. Тој е контуитет на македонскиот непокорност, односно продолжение на илинденците. И затоа 11 октомври треба да го прославуваме ние секогаш и секогаш. Како беше порано, а како е сега. Па некако порано имаше понекоја оптимизам, поголема еуфорија. Сега некако мало, некако тоа како да спласна. Зошто е тоа така според вас? Молам? Зошто е тоа така според вас? Па знаете што сега? Сега директно би рекол дека македонската влада е прилично како лов према својот народ, а како јагне према меѓународната инерција. Тоа не треба така да биде, треба да биде обратно. Овие празници се фундамент на нашата државност. На овој празник ние се бориме против антифашизмот. А сега еве имаме сега клубови. Благодарам пред се што имавме вас во црвена линија. Не заборавајте, тајмерот е 90 секунди, внимавајте на времето, продолжете да не гледате. А сега ќе преминеме повторно нешто што извоевме, сакаме да го видите, тоа е нешто од kmaj.net. Добро знаеме како изгледаат училишните дневници, ова е во период во 2016, сепак години наназад, и се разбира, тогаш вторник бил неработен ден, но она што може би загрижува е што е запишано во училишниот дневник. 11 октомври, ден на независноста на Република Македонија. Па ова нека биде еве и иницијална каписла за тоа колку може би и си ја знаеме и познаваме историјата. И дали всушност понекогаш некој од нас и знаат што одбележуваат како што е овој празник. Ќе потсетам, 11 октомври е ден на народното востание во Македонија. Ко чуваме нов гледач, добар ден. Добар ден. Секој добро, честит празник, за многу години нека не 11 октомври. Фала и вас, голем празник е, меѓутоа нема е дадено она значение кое што го заслужува. Значи празникот е навистина почеток на борбата на македонскиот народ за своја слобода, за своја држава. Меѓутоа, на жалост, ние сме може едина држава во Европа која што го нема осудено фашизмот. Зошто го велам ова? Се основат фашистички здруженија в државата. Ево го некои во Охрид, на 7. Во Охрид, што чисто фашистичко здружение. Нема ништа. Тоа го основа наша партија. ВМРО ДПМН. Тие се организатори на таа работа. Луѓето што го направија тоа, се членови, врни членови на ВМРО ДПМН. Дали според вас треба почесто да се подсетуваме на злоделата од фашизмот? Таа си беше ортак со бугарскиот окупатор за време на Втората светска војна, меѓутоа мислам ни требаше да се помени со тоа дека мораме да имаме своја држава и требаше со тоа. Исто така изрушението на Ванчо Михајлов. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Сега ќе покажеме еден твит, бидејќи се разбира се уште остануваат, ќе ги наречам јас ни во црвена линија, се разбира, имаме мото да не се користат неубави зборови, но
се уште е жешка тема и трн во око, ке речам, и на гледачите по тоа што слушаме отварањето на клубот, бугарскиот клуб во Охрид. Па еве ќе откриам еден твит од Живко Илиевски, кој што малку со цинизам, иронија прашува: добивме ли во Прилеп клуб со име на бугарскиот фашист убиен на 11 октомври од македонските партизани? Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, честит празник. Благодарам, нека е честитно од цела Македонија. Што да кажам? Еве за почеток како нема да напаѓам. Како се одбележуваше некогаш празникот, а како се одбележува денес? Денес веќе полека не се одбележува. Европејците не го ни слават, не го ни паметат. Тие си беа фашисти скоро во секоја држава. Меѓутоа, со помош на Русија, фашизмот тогаш падна. Ама во Македонија, сега еве гледаме пак се напаѓаат едни други. Демек ВМРО било ова, ВМРО она. СДС и ДПМН не треба повеќе да постојат во Македонија за да не го двои народот. Овој наш народ македонски. Дали заборавија дека и балистите беа со фашистите? А кои беа балистите? Дали сега балистите се во владењето на Македонија, во владачката тајфа? Нека се малку освестиме за да работите излезат на прав пат. Инаку, ако едно фалиме, друго напаѓаме, едно браниме, друго напаѓаме, нема така. Мора да се знае што е право, што е криво. Ако не се изведе на видело правото или кривото, нема напредок во државата. Дали треба почесто и во анкетното прашање да се подсетуваме на злоделата од фашизмот? Па треба да се подсетуваме, како не треба? Треба да се подсетуваме, пошто тоа било стварно злодела на фашизмот. Благодарам многу за вашето вклучување и се разбира сега ќе продолжиме. Ајде да вклучиме гледач, штом звони телефонот, јас секако вам ќе ви дадам предност и нема да заборавам да ве подсетам дека во текот на ова издание ќе погледнеме што кажа и граѓаните од Скопје во однос на тоа дали знаат, бидејќи и такво прашање имавме, што се одбележува точно на 11 октомври. Одиме сега со гледач, што е најважно. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, честит празник 11 октомври. Дали сум јас на линија, не знам. Да, вие сте. Од Прилеп се јавувам. Од Прилеп, па токму она што се одбележува е пукањето, така учевме на училиште на првата пушка во Прилеп и Куманово. Како е денес во Прилеп, еве? Како се одбележуваше некогаш, како е денес? Околу празнувањето. Обично, низ годините уназад на 10 октомври на вечер имаше славење, имаше овај огномет. Мислам се означуваше почетокот на востанието и тоа години со ред. Па можам да речам дека од 45-та година, меѓутоа синоќа тоа беше многу некако тивко, слабо, не му се даде значење на вистинската вредност на празникот. 11 октомври мора да се празнува. Тој е ден на почеток на Македонското востание, 1941 година. Така е. Кога Југославија, ние си бесме во рамките на Југославија, беше нападната од фашистичка Германија и во таа револуција учествуваше и македонскиот народ. Бугарските окупатори извршија големи злосторства овде во Македонија. Најнапред огромно благодарам што пресени се јавивте од Прилеп. Еве охрабрувам прилепчани, кумановчани да се јават во ова денешно издание на Црвена линија, да ни откријат каква беше атмосферата денес во овие градови, а меѓу другото ќе ве подсетам да внимавате на тајмерот. Но она што ветив се разбере дека ќе пуштиме и анкета, односно ги распрашавме и скопјани, ама и струмичани, што представува 11 октомври како празник,
како се одбележува и како го чувствуваат денешниот ден. Па слушнете. Зошто се празнува 11 октомври? Да. Зошто? Повстание против бугарскиот фашистички окупатор. Па ден на борецот. Првата пушка тогаш пукнала. Да, дали знаете каде пукнале првите пушки? При Лепикоманово. Па зависи од изворот историски. При Лепикоманово, али после тоа Прилепа станува само. Која година било тоа? 41. Дали од тогаш до сега има некои промени кај нас? Многу. 99%. Какви промени? На неубави работи. Сиромаштија, немаштија. Слушай, државата сега со најлошо размислување кај луѓето. Оти времето веќе не е за разединување и големи држави, туку да се признава секој дека припаѓа. А никој нема право да се меша баш во националност. Ама и самата националност не може да остане без другите националности што ги има во државата. Ако раздвоеността е кавката меѓу луѓето со продужува омразата на национално таквото, луѓето се сами ништат. И секој националист што е кренал војна против другите загинува на многу млади години. Јас мислам дека државата нападна не да оде на убаво. Не знам што да кажам, значи се е скапо, фамилиарно, как ќе поминаме, не знам. Спромени. Се е исто. Не гледате напредок од добивањето на слободата? Не гледам ништо, што да кажам друго. Ете, слушавме што одговорија Скопјани и Струмичани, а сега ќе вклучиме гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, среќен празник, честит нека ни 11 октомври. Честит нека ви е денот и на сите граѓани на Република Македонија. Денот на востанието. Како никогаш се одбележуваше како е денес? Овој настан, ова е денот кога ние ја добиме почест на тоа востание, добиме Републиката, кое што треба да се ја почитуваме. Меѓутоа имаме ние тука некои политички игри кои што сите сакаат да застанат зад партијата. Меѓутоа нека бидат свесни сите граѓани. Историскиот празник се историски кои што треба да го почитуваме сите без разлика на политичката партија. Верувајте дека од државата се живее, не се живеат од ние на политичка партија. За оваа држава на тоа востание, на тој ден многу крв е пролиено за да ја добиеме и да ја сачуваме. Ако знаеме да ја водиме државата, ќе ја сачуваме. Ако не знаеме, нема да ја сачуваме државата. Апел до сите граѓани на Република Македонија. Ако си го сакаш стебелот и државата, таа ќе ти постои. Ако не ја сакаш, нема да ти постои. Револтот кај граѓаните го гледам и на телевизија, сега и во Струмица каже дека тежок живот. Вистина е тоа тежок затоа што не знаејќи партиите како да ја управуваат оваа држава. Ова е мала држава со многу мирен народ, со моćne патен народ кој што знае да се снајде секаде. Меѓутоа, нека не ја водат таа влажна политика кој што народот погрешен правец го носи. Да ви кажам дека Англија не е фашистичка држава, Франција не е. Луѓето зборуваат напамет само со партиски ориентации, да ги насочат на немојте така луѓе. Знаете дека живееме во 21. век. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Пред да вклучиме гледач, ќе покажам еден твит кој што исто така го издвоивме. Твитот му припаѓа на Црногорец, вели вака: 2 август, 11 октомври, 8 септември. Ова е светото тројство на македонскиот народ и Македонија. А сега да слушнеме што ќе ни каже и новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, среќен празник. Среќен празник за многу години, нека ни 11 октомври, ден на народното востание и борбата против фашизмот. Дали се уште сте на линија, повелете? Да. Пајде да почнеме, како се одбележуваше некогаш, како се одбележува денес?
Денес присуствував на одбележувањето на празникот 11 октомври во Куманово. Во Куманово. Како беше? Како беше многу голема разлика од некогаш и денес. Поделеноста на народо си го направи своето. Денес видов една лоша слика во Куманово, каде што присуствуваше премиерот, присуствува делегација од други, имаше многу делегации, но сите поделени. Секој на свој начин си го одбележуваше така речено празникот. Беше многу убаво организирано од градоначалникот. Значи, она бе презадоволен од неговиот настап, ама многу ми пречеше та поделено. По едно 10-15 минутно или пола сат обраќање, видување, сите на своја страна се тргнаја. Втората една работа. Прилеп и Куманово се звратимени. Од Прилеп немаше ни една делегација. Секогаш било то традиција, ти се посетувај. Денеска немаше во Куманово ни една делегација, нити од ВМРО, нити од СДС, нити од некоја друга партија. Ние бесме како Сдружение на Прилепчани појдени специјално за втори пречеки, така? Цениме многу пред се што ни се јавивте и ве директно ни пренесовте ваши впечатоци од случувањата, колку што знам, во Куманово. Сега ќе вклучиме и нов гледач, бидејќи времето го издвојувам исклучиво за вас. Добар ден. Ало, добар ден. Нека ни е среќен 11 октомври. Честит празник. Дали треба почесто да... Па треба да се подсеќаме, но не треба да ги подигаме на пиедесталот, да ни бидат звезда водилка. Не треба значи да се сеќаваме, да не ги заборавиме, но треба да бидеме спремни дека времето поминало и дека ќе не можете вечно да окривувате некого за нешто што се случило во минатото. Ако земете да гледа како се однесе другиот свет, видите, на запад, кога било денот де имало кланица било. Па денес се гледате дека американците и германците и французите и германците сепак се пријатели и се едноставно не го забораваат тој ден, но сепак не им представува пречки во односите. Така мислам дека треба да биде и кај нас. Ние не можеме да го вратиме времето, не можеме да смениме историјата. Зато треба да се подсеќаме. Како го прославуваме? Па мислам дека ние не можеме да се пофалиме дека го славиме многу добро, од причини што ние едно време партизаните ги ставивме на страна, на дното, ги подигнавме комитите и периодот од 902-903, а 41 едноставно се срамевне, па затоа е избришен и петокраката од нашиот грб. Тоа е символот под кој се водела оваа борба. Извишен е дел од нашата историја. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. И добар ден, дали се слушаме? Ме слушате? Да, ве слушаме. Честит празник. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Верувам дека ќе имаме успешна конекција. Јас ќе се обидам уште еднаш. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Ништо, молку од другата страна, најверојатно гледачката ја немаме повеќе на линија. Ќе прочитам еден интересен твит, знаете, твитерџиите се шегобини. Дури и профилот е означен со С. Ке го прочитам на кумановски дијалект, вели: за разлику од вас, у овој државу некој ден сработи. Честит 11 октомври. Тоа значи за разлика од вас некој во оваа држава денес работи. Честит 11 октомври. А ние, бидејќи црвена линија работи, одиме малку со реклами и се враќаме со резултатите од анкетата. Останете со нас.
по рекламите, време и во ова празнично издание. Ќе подсетам денес е 11 октомври, ден на народното востание. И се разбира моментот кога пукна првата пушка во Прилепи Куманово. Затоа ве прашавме на Инстаграм дали треба почесто да се подсетуваме на злоделата на фашизмот. Со да одговорија 71%, а со не одговорија 29% од нашите следачи на Инстаграм. Следете не и секако не заборавајте, утре во истото време повторно сме заедно. Останете со Телма. Довидување. Блокадите на закони